Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Правдата е тука и правдата е обезбедена. Ќе има се повеќе и се почесто. Јавноста вчера сведочеше на нов дебакл на Сашо Мијалков и неговиот поттрчко Христијан Мицкоски. Мицкоски, кој претходно ги призна сите криминали на ВМРО-ДПМН за кои се водат судски процеси, одново е поразен. Потонати се сите негови обиди да го одбрани криминалот и криминалците во својата матична партија ВМРО-ДПМН. Пропадна лажните обвинувања за политички монтирани процеси. Исто како што не успеа ниту со блокирањето на законот за преземање на предметите од специјалното јавно обвинителство. На секого е јасно. Мицкоски во заложништво ја држи целата партија единствено за да ги заштити Груевски, Мијалков, Камчев, Милошовски, Димовски, Јанушев и сите други сегашни, но и бивши функционери на ВМРО-ДПМН против кои се водат процеси пред надлежните судови. Падна во вода, почитувани граѓани, единствената мисија на Мицкоски, поради која и беше поставен од Мијалков и Груевски на чело на ВМРО-ДПМН. Сега патот на правдата е чист. Секој мора да понесе одговорност. Почитувани граѓани, институциите, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Зоран Заев, презедоа силна, координирана акција со која се обезбеди правдата. Преку силен одговор на државата, Сашо Мијалков беше спречен да ја напушти државата и принуден да се предаде. Обезбеден е неговиот притвор. Правдата ќе има се почесто, а почести ќе бидат и вакви одговори на институциите кон сите кои се ставаат над законот и се обидуваат да си играат со владењето на правото и со правната држава. Обезбедувањето на присуство на Сашо Мијалков не значи и ослободување на одговорност на оние поради кои се случи тој да биде недостапен за органите. Очекуваме брза, ефикасна истрага која ќе ги лоцира пропустите кои довеле до можност за бегство на Мијалков и секако санкции за одговорните за кои ќе се утврди дека сториле свесни или намерни пропусти. Дополнително, сите надлежни институции мора да имаат во предвид дека навремено треба да превенираат вакви обиди во иднина, имајќи ја во предвид тежината на предметите за кои се водат судски постапки. Редот, правдата и дисциплината на сите нивоа се врвен приоритет.